Но сепак, благодарение на Erasmus Plus програмата, посебно клучната акција 3, се овозможи да отвориме широк диалог помеѓу младите луѓе и донесувачите на одлуки, креирачите на политики во Македонија, за да делуваме кон развој на политиката за младинска работа во Република Македонија. Овој проект се викаше насловите Youth Work Policy Development или развој на политиката за млади, односно за младинска работа во Република Македонија, кој што го спроведуваше Коалицијата на младински организации сега, заедно во партнерство со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и со поддршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку клучната акција 3 структурен диалог. Период на спроведување беше април-декември 2016 година на проектот кој што има основна цел да овозможи активно вклучување на младите луѓе и младинските организации преку граѓански диалог со релевантните донесувачи на одлуки, при тоа да се обезбеди значајно влијание врз нивната на младите луѓе, особено придонесувајќи кон процесот на евроинтеграција на Република Македонија во делот на усвојување на практиките на земјите членки на КНЕС во Македонија. Специфичните цели на проектот се однесуваат по-конкретно на обезбедување на поголема вклученост на младите луѓе и младинските организации преку креирање на канали за комуникација за пренесување на нивното мислење, поголемност на темата младинска работа, користејќи го методот на структурен диалог, и да се влијае на можноста младите луѓе да бидат вклучени во креирањето на политики и развивање на документи со препораки за признавање на младинската работа во Република Македонија. Значи, само да појаснам, бидејќи увидовме во текот на процесот кај голем дел од институциите воопшто поимот младинска работа не беше познат, имено се работи за луѓе кои што работат со младите или младински работници во нашиот сленг на секојдневна комуникација. И токму оваа проблематика сакаме да ја отвориме преку методот на структурен диалог, за да изнајдеме начини и форми како побрзо да го признаеме младинската работа или како да ја ставиме во рамки на системот каде што оние луѓе кои што секојдневно работат со младите, нивниот труд биде валоризиран и нивната работа биде призната во согласност со стандардите. Процесот на активности беше на 3 нивоа и тоа во подготвителни активности, каде што направивме компаративна анализа на регулирањето на младинската работа во Европа, подготвување на методологија за организирање на национална работилница со донесувачите на одлуки, понатаму реализирање на локални дискусии со млади донесувачи на одлуки и реализирање на финален настан, национална конференција, каде што ќе се дефинираат препораките за младинската работа во Република Македонија. Првиот чекор од овој проект беше да се овозможи заедничка средба помеѓу донесувачите на одлуки или креаторите на политики на институционално ниво во Македонија, каде што 21 представник на различни институции при владата дискутира за можноста од препознавање и врамување на младинската работа, со што овој настан беше искористен да се идентификуваат ставовите на донесувачите на одлуки по однос на прашањето на младинската работа и клучната препорака од овој настан, гледано од институционален аспект, беше да се интегрира младинската работа во системот на доживотно учење. Понатаму, преку процес на 14 локални дискусии во 10 градови во Република Македонија, 280 на млади луѓе и невладини организации учествуваа со давање на своји препораки и драфтирање на се она што се посакува да се регулира со младинската работа, за да на крајот на националната работилница се дефинира клучните препораки и како треба да се придонесе кон дефинирањето, односно усвојувањето на младинската работа во Македонија. Документот со препораки е доставен до Агенцијата за млади спорт и со тоа да се даде придонес кон исполнување на акцијскиот план на акцијскиот план на националната стратегија за млади, но она што останува како влијание, кое што очекуваме да се случи, е
понесена иницијатива за признавање на младинската работа и иницијатива која што е доставена до Центарот за стручно образование и обука и Центарот за образование на возрастни. Се надеваме дека наредната година, кога би биле на исто место, ќе имаме официјално започнат и усвоен процес од страна на овие две институции, дека младинските работници во Македонија ќе имаат својата позиција и своето признание во согласно со институционалната рамка. Ви благодарам.